Долго се думав дали има смисла да зборувам по страотното банализирање на злото, наречено семејно насилство, до степен на фемицид. Во траурна атмосфера по смртта на Ивана и Катја, сизифовски напоре да подсетувам на женската историска борба за еднаквост, за цивилизацијски стандарди, за конвенции, за резолуции, за закони за превенција и заштита од семејно насилство, па дури и за измени на кривичниот законник. Зошто? Правниот илузионизам дека нормата ги решава напластените и хронични проблеми со длабоки корени во патриархалната и парохијалната култура, не култура, јас велам, жилавата традиција, маскулизираната политика, жедна за супериорност и победа, што изродува војни, чии најчести жртви се невините жени и деца. Тешко е секој 8 март да броиме нови жртви, да презентираме апдейтирани статистики, да дебатираме за политики, да усвојуваме стратегии, посочувајќи ги речиси истите проблеми, презентирајќи брутални податоци, предлагајќи претходно предложени предлози, но не превземени мерки и активности. И овој 8 март, непосредно по несватливата смрт на Ивана и Катја, тешко ми е да го доживеам како ден на жената. Символиката на празникот како да се губи во мракот на суровата, непоимлива и неприфатлива реалност.